Во тема на денот разговарам со лидерката на Дом, Маја Мурачанин. Добро вечер, добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер, благодарам на поканата. Дадовте една поддршка за резолуцијата, за која пред малку слушавме. Ретко сте да се видат и СДСМ и ВМРО ДПМН обединети околу некоја тема, ако тоа не седи во градбите и некои такви законски решенија. Уште повеќе реткост и малите партии сите рече се во парламентот да дадат поддршка. Гледаме дека се уште постои неизвестност околу ставовите во албанскиот политички блок. Кои се вашите очекувања? Ќе има национален консенсус? Јас би сакала да има национален консенсус по ова прашање и затоа ние ја поддржавме резолуцијата, затоа што текстот е многу коректен во насока на евроинтеграцијата на Македонија и нема ништо спорно, би рекла, се разбира, тоа е драфт верзија, подложна е на дополнувања, измени, корекции и така и беше предложена од страна на колегите од ВМРО ДПМН, дека се отворени за консултации со сите политички партии, со пратениците и ми се допаѓа што е една пратеничка иницијатива. Значи и тоа многу ретко го гледаме во собранието, самите пратеници без разлика на која политичка партија припаѓаат, да имаат некоја идеја, потоа да се консултираат со останатите без разлика дали се од позиција опозиција и заеднички на крајот да дојдеме до едно решение. Јас очекувам дека би требало оваа резолуција да биде поддржана со консенсус. Слушнавме една иницијатива исто така од Тито Питковски за референдум за преговорите со Бугарија. Имате став за ова прашање? Јас денес само онаку со видов вака во медиумите, не ги знам деталите околу тоа, не знам што значи референдум, кој би било прашањето, зашто да се изјаснат граѓаните, така што би било некоректно да кажувам изјави, иако ми е чудно, морам да кажам вака, на прво ми е чудно, не знам зашто би се изјаснувале граѓаните за преговорите со Бугарија. Мислам, многу е важен текстот, да, не знам за што конкретно станува збор, ќе видиме деновиве сигурно. Зборувајќи за процес на обединување заеднички ставови градење, во изминатиот период беше актуелно едно превирање кое што настана во вашата партија. Практично и загубивте едно пратеничко место во парламентот на Мирослав Богдановски, кој беше подпредседател на Дом. По разрешувањето одлучи да се повлече од парламентот и упати една критика во смисла на тоа дека за зелената агенда не може да се борите од фотели, туку треба тоа да се случува на терен. Стабилна ви е сега партијата во целост? Има единство или се уште не се сигурни и стабилни односите? Има неколку луѓе што едноставно јасно е веќе дека работат на штета, би рекла, на партијата. Мотивите си ги знаат самите, веројатно некоја комбинација од лични интереси, можеби и политички, времето ќе покаже, не е важно, но она што е важно е дека мнозинството членови од Дом се посветени на реализирање на нашите програмски приоритети, дека не само во однос на еколошките, туку и сите други вредности кои ние ги споделуваме како Зелена партија и дека сакаат едноставно да дадат максимален придонес за реализирање на таа програма и се единствени во тоа. И тоа е нешто што е многу важно, инаку не е случајно што баш сега во периодот кога ние се подготвуваме за самостоен настап на избори, овие превирања се случија. Еве слушам зошто таа комбинација со ЛДП можеби заедно со Демократски сојуз на избори. Ние веќе 2 месеца имаме во партијата внатре-партиска дебата на оваа тема и во медиумите одеше и никогаш ниту еден не бил од членовите на Дом против таква идеја, ниту пак се изјаснил. И сега знаете, вие да одбиете воопшто и да присуствувате на седницата, а од после да коментирате за нешто дали се согласувате или не, јасно е дека е тоа вид на обструкција, бидејќи ако ви е добра намерата, ќе дојдете заедно со другите колеги, ќе си го кажете мислењето, ќе ги спротиставите аргументите и на крајот мнозинството решава. Беше ли побарано од овие членови да одите заедно со СДСМ на локалните избори? Не, затоа ми е чудно, затоа што немаше воопшто ниту против овој предлог, ниту пак некој друг предлог. Значи се е легитимно да се дискутира било каква форма, но немаше никаков предлог. Дури ви велам, тие што се против и што велат еве сега по социјалните мрежи се гласни, тие одбија и да присуствуваат, седеа зад вратата од салата каде што се одржуваше централниот одбор. Затоа е чудно. А какви се вашите односи со СДСМ и со владата? Вие сте дел од владачкото мнозинство официјално, но знаете овие превирања во партијата паралелно со најавата која споминавте за самостоен настап на локалните избори подгреа шпекулации. Исто така слушаме и поранишната председателка на партијата која упатува критики на адреса на актуелната власт.
Што значи сето тоа? Има ли оддалечување на вашите ставови со ставовите на СДСМ и другите партии во коалицијата? Не, ние имаме многу коректен однос со коалицијските партнери, еве пред се СДСМ нели како најголема партија во коалицијата. Еве вчера имавме состанок заедно со председателот на ЛДП, на ДС и јас со премиерот, значи функционираме и понатаму се разбира, по некои прашања имаме и различни мислења. И тука нема никаков проблем околу тоа. Еве вие знаете, ги спомнавте дивоградбите, кој е нашиот став по тоа прашање. Да, вие бевте против ова закон. Апсолутно против, така и се уште сум, значи тоа е принципиелен став. И без разлика немало никакви критики или напади или несогласувања, едноставно се знае, тоа е нашиот став, ние имаме други принципи, за други работи имаме заеднички мислења, но за ова конкретно имаме спротивен став и тоа е многу демократски начин. Зошто тогаш на настап на вашата партија, на ЛДП и на Демократскиот сојуз? Затоа што знаете, многу е подобро на избори да одите самостојно или еве во една ваква група на помали партии, затоа што некако се создадоа два големи блока. ВМРО ДПМ на едната страна и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од друга страна и некако други нели партии кои што се приклучуваат кон поголемите. И секогаш има незадоволство и кај големите, членовите на големите партии. Тие секогаш велат, ама вие немате поддржувачи, гласачи, а добивате некои одредени позиции и така натаму, а обратно пак помаливе велат, па ние не сме доволно испочитувани, ние можеме подобро да придонесеме за некои позиции и така натаму. Ова е многу фер ситуација и локалните избори се убава можност за тоа, затоа што сте поблиску до граѓаните. Граѓаните на локални нели најмногу ги интересираат локалните проблеми и е добар начин и да си ја представите својата програма, вредностите зад кои стоите, своите решенија да ги понудите и нормално зависно од поддршката на граѓаните потоа да добиете нивната доверба да ги решавате тие. На кој начин ќе учествувате? Ќе поднесете советнички листи или ќе имате кандидати за градоначалници? Така е. Се уште не е тоа прашање комплетно затворено, значи разговараме и за советнички листи и за кандидати за градоначалници да кандидираме, така што тоа е сегашната платформа. Имате, например, дефинирано дали ќе трчате и за градот Скопје? Има впечаток дека во Скопје има сериозен интерес за темите кои вие ги застапувате. Видовме колку бурни реакции имаше во општина Центар со сечата на Орце Николов. Гледаме дека се поприсутни се овие теми и прашања. Еднаш дури споминавте дека вие лично не би гласале повторно за Саша Богдановиќ за општина Центар. Знаете ли за кого би гласале, кого би поддржале? Ке видиме, се уште дискутираме за кандидатите, мислам дека не е коректно нели имињата вака да се шпекулира, но секако ќе имаме кандидати за градоначалница, инаку да, урбанистичкото планирање, урбанизмот е во овие теми со дивоградбите и така, и не само дивоградбите и дуповите и се она што е во домен урбанистичко планирање, е една од најжешките теми во Скопје особено. И граѓаните едноставно сакаат поинаку, односно сакаат да има ред во планирањето, да има зелени површини, да има јавни простори, а не постојано да никнат преку ноќ, што се вели, нови згради, висококатници, деловни центри и така натаму. И тоа јасно се гледа и од реакциите на граѓаните, но и во анкетите. Еве, последната анкета од ИРИ, урбанистичкото планирање е тема од најголем интерес за граѓаните на но и покрај тоа се уште има прашања за кои како да нема доволно слух. Пред неколку дена објавивме сторија за шестовалентниот хром кој истекува во близина на Рашче. Сите знаат за проблемот, тоа не беше некој изненадување за институциите, но сепак ете ништо не се презима. Воздухот ни е загаден во сред лето, кога немаме греење, не е грејна сезона. Успевате ли како дел од власта да влијаете во овие теми некако повисоко на агендата да се најдат и да се преземат некои чекори? Така, ние успеваме дел нели да наметнеме како тема. Еве точно на предлог на Дом во програмата на владата е внесен Европскиот зелен договор, кој што ја дефинира, да речам, таа праведна транзиција од
фосилни кон обновливи извори на енергија, односно употреба на сонце, ветер и така натаму, а не на нафта, на јаглен. И тоа е многу важно, затоа што е тоа базата, би рекла, за идниот развој, зелен економски развој, и успеваме, но едноставно бавно одат процесите и промените не се видливи и не се во толков обем колку што ние би сакале. Мислам дека има волја, значи и законски измени се направија и се вложува, еве гледаме веќе и за фотоволтаици и така натаму, но се уште е тоа недоволно, би рекла. Иако сега за волја на вистина во однос на енергетиката во регионот сме најдобри, но можеме на вистина многу подобро тоа и како да кажам, тоа ќе биде бенефит за сите. Не само без разлика дали е Зелената партија или владеечката гарнитура, но тоа се пак најчесто проекти кои што не можете на краток рок да ги остварите. И кои што чинат многу пари. Но сега владата најавува зелен данок, зелена такса. Но поддржувате ли ова решение? Ќе овозможи ли ова пари за да се спроведат некои посериозни проекти? Како знаете дека ќе бидат за таа намена парите? Ете така, тоа е клучното прашање. Значи, ние поддржуваме одоначување, ево оваа еколошка такса што велат за горивата, затоа што едно е за да имате повеќе пари во буџетот, но исто така тоа ги демотивира граѓаните да користат бензин, дизел, нели домашниот буџет ќе си го проценат и можеби тоа ќе ги одврати од користење на автомобилите, па ќе се префрлат кон јавен транспорт, велосипеди и така натаму, и тоа се прави секаде во светот, значи тоа е идејата зошто се воведуваат. Но, она што вие велите, клучното прашање е каде ќе одат потоа тие пари, во тип се работи за, мислам, околу 50 на милиони евра во буџетот. И затоа ние бараме со години, и тоа е дел од програмата на владата исто така, да има посебен фонд за животна средина. Сега, дали ќе се нарекува фонд или не, но целта е таа, да оти не се само овие средства кои што се прибираат од некои еколошки такси. Има по многу основи во буџетот прилив на средства баш за да се оданочуваат еве не еколошки некои постапки, производи и така натаму. И тие сите средства треба да одат во еден фонд за животна средина, граѓаните да знаат, и од таму тој фонд потоа да се инвестираат повторно во заштита на животната средина. Тоа е целта. На сличен принцип треба да се воведе еве и тоа се уште доцни фонд за енергетска ефикасност. Тој во самиот закон за енергетска ефикасност тој потоа треба да биде самоодржлив. На почетокот инвестирате средства во тоа, но потоа самиот се одржува, значи како доаѓа приливот, тие се инвестираат повторно. Сега таков фонд? Еве се уште не. Се уште не, но мислам дека веќе е тоа во завршна фаза. Затоа велам, некои од овие постапки и вистина траат долго, не се едноставни, но предолго е. Предолга е и мислам дека треба многу посветено, би рекла, поинтензивно да се работи на овие проблеми. Ве охрабри или ве исплаши тоа што и Дуи станува Зелена партија? Охрабрување во смисла дека фронтот се зголемува и се повеќе расте свесноста дека на ова прашањето на животната средина треба да биде меѓу приоритетите, а исплаши во смисла дека сепак добивате конкуренција на домашната политичка сцена? Не. За плашање од конкуренција секако не. Овие теми, екологија, животна средина, борба со климатските промени, се многу актуелни во последните деценија-две. Додека претходно, навистина, само строго зелените партии, зелените активисти и научниците во светот зборуваа за климатски промени, например, или за животна средина, не беа атрактивни ниту толку за граѓаните, уште помалку за политичките партии. Но во минатиот период гледаме дека практично и да нема некоја политичка групација, политичка партија, без разлика од кој спектар е во политичкото милје, да нема теми во својата програма од областа на животната средина и климата. И тоа е добро. Затоа што колку повеќе се покажува интерес за тоа и очекувањата дека ќе се реализира тоа е уште поголемо. Така што во тој контекст мене ме радува од било кога доаѓа поддршка за зелената агенда. Но она што еве е најголема забелешка и од екоактивистите и така натаму, конкретно за Дуи, пак бидејќи тие веќе не знам десетица години
повеќе веројатно раководат точно со овие клучни Министерството за институции животна и средина. не само министерството, со разни инспекторати, агенции и така натаму кои што се поврзани со прашања за животната средина и тука не се испорача резултати. И дополнително, да, зелената агенда во смисол на екологијата е едно, но остана нејасно дали ќе се профилираат како зелена партија. Бидејќи зелената партија, зелени вредности не е само екологијата, тука се човекови права, слободи, маргинализираните заедници, правата на жени, на ЛГБТ и луѓе, на роми и така натаму, социјални нели категории граѓани, борба со корупција, правда, владење на право, солидарност, значи тоа е цел еден спектар што ние го велиме зелени вредности и тоа не исклучува едно и друго. Не може да одберете само еден дел и да кажете, иако кај нас да, најчесто препознатливо за зеленото е екологијата. Но не е така, тоа е навистина една идеја која е широка, не е само еколошкиот момент. Маја Мурачанин по Дневникот, ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам на поканата.